Секогаш ми е драго кога го зборуваме за фитнесот како дел од нашиот живот, а денес ми е уште подраго бидејќи мој денешен соговорник кој одамна не сме помножителе, станава збор за нашата гордост, односно европски првак во карате Емил Павлов. Емил, ти благодарам за одвоеното време, знам дека си премногу запанат со тренинзи, но ти благодарам што припати мојата покана и навистина ми е мило што си дел од мојата емисија. Па најпрво сакам да ви се благодарам за поканата. Драго ми е да бидам дел од вашата емисија и вашата телевизија за прв пат. Токму ова нова телевизија се надевам дека ќе имаме уште многу прилики да се дружиме, да ги презентираме моите нови успеси и би сакал да ви посакам и успех во работата. Ти благодарам за убавите зборови, тоа знаеш дека со задоволство застануваме позади тебе за секој твој успех и како што кажав, ти си нашата гордост. Сега, Емил, ајде да се вратиме на твоите почетоци, зашто баш го одбрав овој спорт? Па да, јас со карате спортот почнав да се занимавам на моја 7-годишна возраст. Бев второ одделение во моето школа каде што јас учев. Голем дел од моите сокласници беа запишани на карате, па цело време зборуваа во училницата за карате и јас ете добив желба да отидам да видам како е и оттогаш го засегав овој спорт и продолжив да тренирам. За жал сите мои другари од школата се откажаа, јас бев упорен и ете стигнав каде што сум денес. Ете токму и тоа сакав да кажам дека со голема храброст и сепак волја си денес на врвот. Колку знае да биде напорен еден тренинг? Па вака, мислам дека освојањето на медали е само еден многу полесен пат над преварувањата и се останало отколку тренинг, бидејќи се колку тренираш напорно, толку е полесно и надпревари. Така што многу се тешки тренизите, зависи од кој период. Јас буквално кога имам некои важни турнири, максимално се вложувам во тренизите, во припремите и можам да кажам дека е многу тешко, бидејќи стварно многу мукотрпна работа, спортот е голема жртва, мора постојано да си посветен на тренинг, мора секој тренинг да даваш максимум за да можеш, како што кажав, да ти биде турнирите многу полесно. Така, и да бидеш секако активен, нели? Сега кажи ми колку пати неделно вежбаш и кои вежби ги практикуваш? Па вака, зависи од периодот, зависи кога имаме турнири, зависи дали е надвор од сезона. Можам да кажем, они базични припреми ги обавувам пред да почне сезона, така 2 до 3 месеци пред да почнат турнирите. Потоа во време на сезона, бидејќи знаеме дека во последните години од когато влезе на Олимписките игри, агендата на надпревари е многу густа, така што мораме да се прилагодиме на тренинзите. Така што јас заедно со мојот тим, со моите тренери, во зависност од тоа кога имаме турнири, секогаш кога имам првичка сезона имам до 2 пати тренинг на ден, тоа е од понеделник до петок тренирам по 2 пати, сабота ми е ден за еден тренинг и неделя ми е ден за одмор. Но зависи од тоа кој период сме, некогаш се случува да имаме по 3 тренинга, така да во просек по 2 тренинга дневно. Така, но сега кај тебе се полесно? Па да, сега веќе сум искусен, го знам правилниот тренажен процес и мислам дека е сега многу полесно. Така. Сега, суштината на каратето, вештините се кати. Ајде малку околу тие техники. Која е тајната, што како, малку да ни објасниш? Па да, сите кога започнуваме со карате, ги изучуваме тие елементи, катата е основа на каратето, така што јас кога почнав да тренирам карате, прво почнував со ката и ги изучував сите оние елементи и потоа полека се пронајдов во односно во комите, во борба во оваа дисциплина и мислам дека не се каам за тоа што го одбрав. Така, тоа работиш со толку многу голема љубов и затоа сето тоа излегува и на виделина. Сега, која е важноста на каратето? Па важноста на каратето, во секоја област, дали е спорт или не, доколку го работиш со љубов, доколку вложуваш максимално, доколку живееш за тоа што го посакуваш, важноста на каратето пред се е спорт, спортски дух. Јас најпрво започнав да бидам дел од спортот, така што каратето многу ми помогна на мене во понатамошниот живот, не само во спортскиот живот, туку и во приватниот живот, бидејќи каратето
е дисциплина која те учи пред се на почит спрема постар човек. Друго, ме прави многу смирен каде што можам да донесувам некои одлики од приватниот живот многу посмирен и така што мислам дека каратето е добар спорт за сите оние што сакат да го тренираат. Така, значи имаш големо трпение. Токму така. Сега Емил, кажи ми во врска со исхраната, кои намирници ги исфрли, колку беше тешко да се навикнеш на тоа менин или на исхрана? Па да, откако почнав да освојувам медали, можам да кажам дека се посветив буквално и на делот на исхраната, бидејќи ако врвниот спорт бара голема професионалност, така што јас пред неколку години направив во мојот тим вклучив нутриционист, исто така и спортски од Завод за физиологија се извинувам, имаме соработка заедно со Карате Федерацијата на Македонија, така што јас правев и тест за интолеранција, бидејќи тоа многу ми помогна, бидејќи ги сврлев сите оние намирници што не ми мојот организам не ги прифаќаше, така што после тоа исфрлив голем број на продукти каде што мислев дека се здрави, но ете на мојот организам не му одговара и можам да кажам дека после тоа ми беше многу полесно, ги издржував тренизите, имав повеќе енергија и така да можам да кажам дека заедно со тренингот мора и здрава избалансирана спортска исхрана, бидејќи тоа фактички му дава гориво на телото, така што да јас успеав во тоа и ете продолжувам понатаму да се хранам здраво, ги користам оние сите здрави намирници, како што кажав, ги сврлив некои продукти и сега сум. Така, значи сепак овде игра голема улога и сепак исхраната, значи треба да се внимава. Сега Емил, колку е тежок патот до успехот, што ти се соочи за да стигнеш на тоа денес што си? Па можам да кажам дека патот до успехот е навистина тежок, бидејќи во многу моменти во порази, разочарување, во некои моменти помислиш дали стварно си за овој спорт, дали можеш да успееш, но ете јас никогаш не се откажав, бидејќи до 22 години јас можам да кажам дека имам кариера каде што треба секој да ја следи, да биде за пример, бидејќи до 22 години јас немав никаков успех, дури не можев да влезам ни во репрезентација, но јас никогаш не сум губил надеж, секогаш сум верувал во себе, сум тренирал што е можно повеќе и ете после 22 година откако го освоив европскиот златен медал во Тампере физика, од тогаш до ден денес можам да кажам дека јас ги постигнав на големите резултати за Македонија и ете упорноста е дел од мојот карактер и ова нека биде еден пример за сите останати млади спортисти, никогаш да не се откажуваат, да тренираат напорно, да го сакат тоа што го работат и еден ден ќе се исплати. Ти пред се си позитивен и сепак скромен и затоа можеш да бидеш идол на многу генерации, како што кажа ти имаш многу успеси зад себе, историски успеси на кои што сите ние сме горди. Сега имал да се потсетиме 4ти медал од Европско првенство, 2 златни медала и 2 бронза. Како е да го живееш својот сон и кој успех ти е најдраг? Па да, до сега во мојата кариера, како што кажеш, имам 2 златни медали од Европски првенства, 2 бронзи, 5-то место на светско првенство, 3-то место на европски игри и други големи медали од меѓународни надпреварувања. Па можам да кажам дека златните медали ми се најдраги, бидејќи го завршуваше едно првенство како најдобар, како шампион, но и исто и сите оние други резултати имаат своја тежина, сите резултати ми се драги. Јас не застанувам тука, моја следна цел е медал од светско првенство, бидејќи тоа ме недостасува во мојата кариера и настап на Олимписките игри и медал од Олимписките игри. Се надам дека се откажа голем број на превари, но се надам дека овој нареден период се ќе се стабилизира со оваа ситуација и ќе можам да почнам да се надпорадувам и да можам да го освојам мојот сон. Така. И сега, со оглед на ситуацијата, нели сега и самиот што е споменат со COVID-19, за жал, твое лично мислење и став и како се одрази сето тоа на тебе и поточно нели во овој спорт? Па да, оваа година требаше да има Европско првенство, квалификационен турнир за Олимпијада и Олимписки игри. Јас уште на самиот почеток на оваа година почнав да темпирам форма токму за Европското првенство, за квалификационен турнир за Олимпијадата и за Олимписките игри. Се започна супер,
на последниот турнир на светската карате премиер лига во Салцбург, го освоив првото место, го победив светскиот првак, го победив и веќе посираниот на Олимписките игри, прв на светската ранкинг листа. Тоа ми даваше еден добар знак дека можам да успеам во зрцаната цел. Знаете, дојде COVID-19, цијата се откажаа сите турнири. На почетокот можам да кажам дека беше многу тешко за прифаќање, бидејќи бев во една врвна форма. Но ете, тоа што е, мојот здравјето е пред се, но јас не губам надеж, ја користам оваа прилика да бидам што е можно уште подобар за наредната година и се надевам дека наредната година ќе успеам да ја остварам зрцаната цел, тоа е настап на Олимписките игри и медалот од овие игри. Ние ве веруваме во тебе и знаеме дека ќе следи голем успех. Сега кажи ми, дали пред секој надпревар имаш некој притисок? Па да, веќе знаете кога не сте фаворит, кога немате освоени некои медали, тогаш сте аутсайдери, наистина тогаш немаш некој притисок. Не ете, јас во последните години ги постигнав еден од поголемите успеси за Македонија и сите очекуваат од мене голем успех, па така и притисокот се е поголем и поголем. Но ете, јас со искуството веќе знам да се носам со тој притисок, но исто така тој притисок можам да кажам дека и многу ми помога да бидам посконцентриран во борбата, да не се опуштам и така што во овие години успевам добро да се справам со овој притисок и мислам дека добро е да има притисок, бидејќи ако нема притисок па не се очекува ништо. Така. Сега знаеме дека животот не е нели лесен, дека доаѓаат периоди, тешки нели периоди, а твое најголемо разочарување и како ги надминуваш сите оние на пример негативни емоции? Па да, моја најголемо разочарување досега што сум осетил во мојата кариера беше на европските игри во Минск минатата година. Навистина сакав повтор пат да освојам медал на овие игри, повтор пат обезбедив норма. Од македонските репрезентативци не успеа никој да освои медал. Јас бев последен, што имаше шанса да освои медал, но ете, се случија некои работи каде што во првата борба доживеав еден нокаут, потресна мозокот и кој влијае на мојата понатамошни борби, иако водев со 30:1 со надпреварачот од Азербејџан. На крајот од последните секунди ми падна концентрацијата од тој тежок удар и не успеав да го задржам тоа водство и тоа беше клучно за да не освоам медал и ете, од тогаш се осетив така најмногу разочарувачки, бидејќи многу посакував медал, но ете, спортот е таков каков што е, има и подеми и падови, така што јас не се откажав и после тој пораз почнав да тренирам и ете, оваа година и минатата година се вратив на силните премиер лиги во Докажа Москва. кој си. На силните премиер лиги во Москва и Салцбург. Ете, така требало да биде и не жалам за тоа, но во тие моменти стварно влијаеше многу разочарувачки тие порази. Таа но сепак е се нели до психата и до сите оној позитивен дух кој што го имаш во себе за да продолжиш напред. Па така, јас на сите порази гледам една лекција, гледам да извлечам кои биле добрите страни, така што на наредните турнири да видам што е можно поспремен и подобар. Така. Сега кажи ми кои работи те исполнуваат? Па пред се ми исполнува каратето, бидејќи јас живеам за овој спорт и сите оние и расположението ми зависи од каратето, бидејќи од тренингот дали ќе изработам добро, како ќе се чувствувам на тренинг, потоа ми е се друго во втор план. Мислам дека каратето ми исполнува навики и мислам дека ќе го практикувам до крајот на мојот живот. Добро, а имал 3 работи без кои не можеш? Телефон, карате и кафе со пријателите. А е така, кафето мора да е тук. Да. Јас сум голем љубител на кафе, можам да кажам дека многу ми помога пред тренинг. И јас исто. Практикувам кафе пред тренинг и навистина ми го крева расположението. Точно, ние без кафе не можеме. Да. Сега кажи ми, а што би упатил на некои што сакаат да се занимаваат со каратето? Која е важноста, што треба да знаат? Па да, ќе упатам порака до сите млади, не мора да тренираат стриктно карате. Секој спорт е добар. Пред се ќе се насочат во правилен пат каде што треба да го дадат, бидејќи во оваа денешница многу има голем дел од младите се насочуваат на погрешни насоки, во погрешен пат, многу пороци, така што јас би апелирал до сите родители што е можно порано да ги запишат своите деца на спорт,
не мора да е само карате, бидејќи секој спорт има своја убавина, пред се здраво тело, здрав дух, потоа ќе се насочи, како што кажав, и во правилен пат и ќе израсне во една здрави луѓе и ќе имаме здрава нација и сите ќе се гордееме со спортот, бидејќи во овој период фудбалерите не донесува неголемата радост, сите знаеме дека спортот не обединува, сите се радува на успех и мислам дека сите родители треба што е можно порано да ги запишат своите деца во спорт. Така. Сега, најли со оглед на ситуацијата, знаеме дека многу надпревари се затворени, нема да се одржат за жал. Кажи ми ги твоите идни планови, што како планираш? Па да, со карате спортот ситуацијата е статус кво, тренираме, не знаеме кога ќе бидат нашите први надпревари. Но првично најавено дека ќе започнат турнирите во месец февруар, така што се уште не е дефиниран тој турнир, но јас тренирам. Јас сакам секогаш да бидам подготвен, дали денес, дали утре, дали после 1 месец или после 6 месеци ќе го закажат турнирот. Јас сакам постојано да бидам подготвен. Во овој период и користам ова прилика да изучам некои нови техники, да бидам подобар од што сум денес, така што не се разочаравам, имам се уште мотивација. Мојата желба е настап на Олимписките игри и јас до тогаш ќе тренирам макотрпно за да успеам да се најдам на Олимписките игри во Токио. Така. Емил, јас ти благодарам уште еднаш за одвоеното време, ти посакувам се најдобро, чувај се и знаеш дека секогаш ќе имаш нашата поддршка. Ви благодарам и на вас и се надам дека почесто ќе се дружиме кога ќе започнат овие турнири да ги презентираме успесите. Сега може слободно да ми покажеш некои техники на каратето. Нема проблем.